Граѓаните на Скопје должат над 36 милиони евра за данок на имоти за такси. Од нив 19 милиони евра е долг на физички, а останатите 17 милиони евра на правни лица. Од град Скопје ги повикуваат сите граѓани кои немаат платено данок на имот, на промет, на наследство и подарок и комунална такса фимарина, да ги подмират обврските во најкраток временски рок. Градоначалникот на град Скопје Орцо Ѓоргиевски за Канал 5 појаснува дека се работи за неплатени долгови за 5-годишен период, чие подмирување ќе овозможи подобро функционирање на градот и реализација на проекти во метрополата. Најпрво сум да преку диалог најдеме начин и да го сработиме тоа за заедничко добро, затоа што тие 36 милиони евра се средства кои што ќе се инвестираат за граѓаните повторно во нови проекти. Еве толку 3 луна парка се тоа, повеќе од 3 луна парка ако направиме паралела. Испраќаме веќе имејлови до сите физички, но и до сите правни лица. Јас знам дека имало и институционални пропусти во минатото и дека не секој добивал даночно решение и им се извинувам на граѓаните во името на градот Скопје за тоа. Ѓоргиевски кажа дека на крајот на оваа година ќе се изготви меморандум со катастар на недвижности и ќе се почне со целосна репроценка на данок на имот. Ќе добиеме и базата од таму, за да можеме врз основа на таа база да направиме и репроценка на данок на имот, но и да бидат упишани сите оние објекти кои што со години наназад не биле упишани, така да не се таложат обврски кај граѓаните, но и кај компаниите. Добро е да се ги подмират тие обврски до крајот на оваа календарска година. Во однос пак на украсувањето на Скопје, која ќе чини 53.000 евра, Ѓоргиевски кажа дека избраната фирма треба да достави само банкарска гаранција, а веќе од следните денови да започне со китење на градот во пресрет на новогодишните празници.